Па добро, да ги поздравам први журналистите што дојде на нашата пресконференција. Она што можам да го кажам како тренер на Металургија, дека ќе се трудиме, значи првин да го направиме интересен мечот утре. Знаеме дека резултатот е 0-0 од првиот натпревар. По мене тој резултат не е ни лош, ни добар, меѓутоа ќе се трудиме и ќе дадеме се од себе да нормално да постигнеме утре гол и да направиме резултат кој што би не однел во следното коло. Во овој момент можеби екипата на Локомотив Софија е благ фаворит, меѓутоа сигурно дека не сме дојдени овде да се шетаме во Софија, него дојдени сме да одиграме еден прав меч во кој што ќе се обидеме да дојдеме до позитивен резултат. Она што е можеби позитивно за нас е што на нас ни одговара и нерешен резултат, значи со даден гол, на екипата на Локомотив и одговара само победа. Се надевам дека верувам во квалитетот на моите играчи. Ние сме веќе поискусни за еден надпревар што се однесува до двомечот со Локомотив. Ја знаеме сега многу подобро екипата, сигурно дека домашниот терен ќе биде за нив можеби мала предност, меѓутоа ние немаме многу фанови како екипа, така да исто ќе ни биде дали играме во Скопје или во Локомотив. Ги поканам сите љубители на фудбалот од Софија и Бугарија кои што можат да дојдат, ще се трудиме да го направиме мечот што поинтересен. Благодаря ви, господин Тасевски. Да чуем мнението на Игор Кралевски. Очакванията за матча утре? Очакванията за матчот утре, првиот натпревар како што заврши 0-0. Јас мислам дека притисокот за оваа утакмица е поголем кај домакинот, него кај нас. Значи ние дојдовме тука да одиграме и мислам дека ќе извадиме поволен и позитивен резултат со тоа што нас да не води во понатамошните игри. Добре, и Срđan Захаревски, очакванията ти за матча утре? Ова е сосема поинаков надпревар од оној во Скопје. Ова е нов надпревар, мислам дека на овој надпревар мора да има победник, така да една екипа мора да помине. Мислам дека надпреварот ќе одлучуваат грешки. Она екипа што ќе направи повеќе грешки, мислам дека ќе го загуби надпреварот, а се надевам дека ние ќе бидеме екипата што ќе направиме многу помалку грешки. Тоа значи дека се надеваме дека ќе се пласираме во наредното коло. Благодаря. Колеги, сега старши треньорът Джикица Тасевски на разположение за вашите въпроси. Заповядайте. Канал 1, Българска национална телевизия. Па не знам вие дали сте гледали утакмицата во Скопје, ние имавме... Ја гледаше? Па ако гледаш утакмицата во Скопје, ние имавме 4-5 шанси за гол. Така да беше прв матч тој каде што не ја знаевме екипата и след првите 10 минути после тоа направивме рамнотежа, баланс во игра. Мислам дека направивме доволно шанси. Сепак Локомотив Софија не е слаба екипа, не можеме да направиме ние 100 шанси против таква екипа, али направивме 4 шанси од кои што една од нив мораше да дадеме гол. Мислам дека на првиот натпревар Локомотив Софија играше многу подефанзивно него ние. Не знам дали ме разбра сам. Да. Всичко се разбира. Колеги, други въпроси? Заповядайте, канал 3. 0-0 е коварен резултат според вас преди утрешната среща, кој од двата одбора е по-голямо предимство? Па мислам дека не можам да кажам дека некој од екипите има предимство. 0-0 е тежок резултат и за нас и за екипата на Локомотив. За нас е тежок затоа што мораме да дадеме гол ако сакаме да одиме понатаму, а исто така може да се случи да поведе екипата на Локомотив, ако ние успееме да изедначиме со 1-1, ние сме па у предност, па идеме понатаму. Така да мислам дека шансите се 50-50, предност е домашниот терен на Локомотив Софија само. Иначе некоја екипа дека има предност, за нас е подобар резултат 0-0 него 1-1 да играме во Скопје. Нормално дека ни фали гол што не дадовме, али ќе се трудиме утре да дајем. Гонг. Казвате, че нямате много публика, но все пак ще дойдат ли тук навиячи ваши и пратили ли сте човек да гледа мача между Дънди Юнайтед и Шпионска?
Ние сме, не знам колко сте вие запознаени, ние сме фабрички клуб, немаме многу фанови в Скопје. Организирано мислам дека нема да дојдат фанови, може да ще дојдат наши пријатели, роднини, другари кои што искат да го гледаат мечот. Што се однесува за Данди Юнайтед, наш скаут немаме пратено, меѓутоа имаме задолжена компанија која ще го снима мечот и ако имаме потреба за понатамо од било какви информации, ще имаме. Въпрос от Българска национална телевизия. Имате ли проблеми с някакъв футболист и ще направите ли промени с състава от тези 11? Имав неколку ситни, значи малки проблеми со 2-3 фудбалисти, меѓутоа све е тоа средено, сега се осеќаат многу добро и мислам дека нема да правам некои големи измени во однос на прошлиот матч. Повядайте. Защо ли се хората си на аутсайдер? Аз казвав исто и на пресот в Скопје, уште в Нион, каде беше ждребањето, ние бевме Металург е 3 години само в првата лига в Македонија како одбор, а ова е втора година како игра в лигата на УЕФА. Значи, во однос на екипата на Локомотив ние имаме многу помало искуство и уште на ждребањето бевме в групата на аутсайдери, а Локомотив Софија беше в групата на носители. Значи, по тоа, нормално дека Локомотив Софија е фаворит, меѓутоа на првата утакмица мислам дека докажавме дека не е баш така и аз како тренер мислам дека одигравме рамноправен меч. Канал 3 въпрос. Контратаката ли ще е вашето най-опасно оръжие за утрешния двубой? И другия ми въпрос е, тренирате ли изпълнение на дуспи? Дали контранападите ще бъдат? Да. Па види се да ти ја кажам тактиката целодневска не можам. Нормално ще видите утре што ќе биде на нашата тактика. Едно е сигурно дека ще пробаме да го држиме одборот на Локомотив Софија што подалеко од нашиот гол, зашто се многу снажни, високи, јаки играчи кои што добро играат на прекини од игра. А дали трениравме дуспи? Да, тренирав. Въпрос на Спортал. Начин да зададем въпрос. Влиза ли във вашите планове, влиза ли отбелязването на бърз гол, рано да вкарате гол и по този начин да объркате ставането на битва? Да, дали бързо се да. Оно што вистински го искаме да вкараме гол. Дали ще биде ран или ще биде у 90-та минута, тоа не знам, али искаме нормално да дадеме еден гол, може би два за ако искаме да поминеме понатам. Не е битно дали ще биде бърз или ќе биде покасно. Заповядайте въпрос, след това и на ТВ. Прогнозата е, че ще има буря и евентуално дъжд на вашето предпочитание за способе. Смятате ли да играете или на дъжд, на киш, къде се чувства отбора по-силен, по-добре? Ако ме питате мене, аз искам да биде вакво малце по-хладно времето, зашто в Скопје игравме стварно на ненормални услови. Беше в 9 часа на вечер 40 температурата и тоа е многу трудно за сите играчи да играат при такво. Ако ме питате мене, ја и не ми смета и да биде и дъжд, мада мислам дека дъжта само ще направи да има повише грешки, а за вас, журналистите, може и по-добро, може да ще има повише голови. Въпрос на ТВ7, да чуем. Все пак с по-дефензивна или по-офанзивна тактика да се С по-офанзивна. Доволен ли сте от съдията първи? Аз съм доволен с съдията. Аз немам право и не смеам да коментирам судењето од првиот матч. Знам зашто ме питате за поништениот гол на Локомотив Софија. За тоа искате да ви кажам. Моје мислење.
видете, можеше судијата и да го признае, а аз не можех да казам ништо дека не ја гледав снимката. Ја гледав снимката после това, значи Караджинов прави фаул во атак, напад врз еден од нашите фудбалисти. Тоа е судиско убедвање, можеше да го признае, као регуларен, а можеше и не. Има ли към футболистите, има ли напрежение в съблекалнята преди този реванш? На всяка цена ли е при вас този матч? Па не, во нашата екипа нема никаков притисок, значи каков е и резултат да се извади во утрешниот ден, во утрешната утакмица, само може, ако извадиме позитивно, да влие тоа на нас позитивно, а доколку негативно не би можело да влие кај нас, затоа што сме, како што каже и шефот, трета година излез во Европа и све што е позитивно, позитивно би влијало кај сите нас играчи и дел од управата. Срđan, какво мислиш? Па добро, нашата екипа е составена и од доста искусни играчи, така да мислам дека за притисок не станува збор. На утрешниот надпревар, како што кажав, и како што кажа шефот, се 50-50 шансите, така да јас сум оптимист и мислам дека ние ќе поминеме во наредното коло. Аз им казав на моите играчи, аз ја презимам целата одговорност ако утре, не дај Боже, не поминеме понатам, иначе притисок голем никој нема. Болгарскиот фудбал во момента е појак, поквалитетно првенството од македонското, така да Локомотив Софија има поголемо меѓународно искуство од нашиот тим. За нас само може да биде плюс ако пројдеме, ако не пројдеме само ќе биде едно поголемо искуство за наредната година. Да обобщим, че излизате необременени и няма какво да губите, така ли? Утрешната среща. Па не дека нема какво да губиме, нормално дека искаме да идеме понатам. Меѓутоа нема да биде не знам каква катастрофа ако испаднеме. Сепак Локо Софија е квалитетна екипа, па што го докажа тоа и во првиот матч. Ние ще се трудиме да се надминеме себе си и да пробаме да направиме позитивен резултат.